Пред да се спроведат законите од Пржино треба да се проверат, смета Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Па законите донесени врз основа на договорот од Пржино подлежат на оценка на уставноста од страна на Уставниот суд. Се надам дека ќе се произнесе и ќе очекуваме каква ќе биде неговата одлука. Ова значи дека роковите од Пржино не се приоритет за Светскиот македонски конгрес, вклучително и оној за одржување на предвремените парламентарни избори. Граѓаните дадоа мандат за 4 години. Местото на пратениците е во собранието. Доколку не се одржат предвремени парламентарни избори според договорот од Пржино, повеќе од 4 години не верувам дека актуелниот состав на собранието ќе остане и ќе ги чекаме редовните. Од друга страна, за Светскиот македонски конгрес неприфатливи се какви и да било иницијативи кои заговараат федерализација на државата, а се нудат во вид на нов рамковен договор. Основите на Охридскиот рамковен договор се унитарноста на државата и почитување на етничката и верската карта на Македонија. И затоа целосно се неприфатливи сите иницијативи и идеи за федерализација на Македонија. Безпредметни се и не верувам дека ќе доживеат епилог.